Добар ден, криптоентузијасти, во неделното видео по ваш избор, така наречено специјално неделно видео, а тоа е Ripple. Односно, нормално ова е дел од нашата плейлиста за истражување на коини и токени, каде што нормално веќе по втор пат почнуваме од самиот почеток, после обработка на 116 коини, односно токени, каде што сега ќе почнеме со мала промена, повторно според вашите гласови, ќе работиме два постари коини и два нови коини, на тој начин ќе почнеме повтор на некој начин пат да ги обработуваме овие коини со најнови вести и roadmap за истите. Оние кои што потенцијално не знаат како тоа функционира, значи постираме ваков тип на пост на Facebook, каде што бареме од ваша страна да ни дадете предлози за тоа кои потенцијално проекти би сакале да ги работиме. Проектите кои што ќе ни ги дадете како предлог ги земаме во предвид и најдобрите ги ставаме во нов блок за обработка заедно со два постари коини. Као што веќе кажавме, во првиот блок тоа ќе бидат Ethereum и XRP и уште два нови блокови, со тоа што почнуваме со XRP официјално денес. Откако овие коини ќе бидат обработени, истите се наоѓаат на плейлиста на нашиот канал, така наречена анализа на коини, односно токени. Може да најдете и досега сите овие 116 коини кои што ги имаме обработени на македонски јазик, да се запознаете со овие проекти и да одлучите потенцијално дали истите се можеби правилна инвестиција за вас. Дополнително начинот на инвестирање, како што знаете, сами го надградуваме постојано, тоест на истражување. Моментално ова е групата од 6 прашања кои што ги обработуваме со цел да имаме целосна слика за еден проект. Нормално ова не е финална обработка, секој од вас треба да ја надгради оваа анализа лично, но сестрано за да имате целосна идеја од техничка и фундаментална страна на еден проект, се обидуваме да ги одговориме сите овие прашања во така речено истражувањето на секој од овие коини, односно токени. Нема да ги одговараме едно по друго, нормално ќе ги одговараме во однос како тоа е самата материја, но до крајот нормално на ова видео ќе ги одговориме сите прашања по втор пат за XRP да видиме каде се наоѓа овој проект моментално. Пред да почнеме со самиот проект, значи со самата обработка, би сакал да напоменам уште еднаш дека направивме целосен брейкдаун во однос на тоа каков е перформансот на нашето портфолио за едукација, кој што го водиме уште од јуни 2022 година. Така да погледнете моментално истиот овој пост со детален брейкдаун, би рекол, нели, анализа, може да го најдете на нашиот Facebook профил, каде што јасно може да видите каков е нашиот перформанс во текот на последниве 4 години и нормално кои се причините за ова што моментално го гледате овде. Сега, дополнително, пред да почнеме, јас морам да напоменам дека XRP е дел од нашето портфолио и тоа би рекол во голема мера, со тоа што моментално застапува околу 30% од нашето портфолио. Не заборавајте дека ние не купивме 30% од нашето портфолио во XRP, туку самиот коин достигна таква големина, откако цената негова масивно порасна после завршувањето на тужбата со SEC. Тоа е, конечно можеме да кажеме во минатото, и нормално за прв пат се наоѓаме на некој начин на, би рекол, стабилен пат за раст на оваа компанија, а нормално и крипто проект. Со тоа што и понатаму оставаме да биде 30%, затоа што очекуваме дека истиот има многу голем потенцијал за да продолжи да расте. Сега, ако останува збор за прашањата, како што кажеме, првото прашање секогаш е апликација. Односно, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. За почеток, прво би напоменал дека самиот XRP, за жал, моментално според CoinGecko нема категорија. Значи, ако тидете на XRP, ќе видите дека моментално во категории нема категорија, верували или не, погледнете. Че има само подкатегорија од типот на Coinbase 50, тоа е така речено паралелниот индекс на S&P 500 во крипто секторот, Made in USA, што не се засебна категорија нормално, туку станува збор за на некој начин или индекси или пак место на реализирање на овој проект, нормално Made in USA, додека за разлика од тоа погоре може да видите дека станува збор за приватни портфолија. Така. Сега, јас и понатаму тврдам дека овој проект спаѓа во дигитални валути. Значи неговата цел и понатаму останува да биде што? Како користен како платежно средство или како средство за трансфер на пари од една во друга држава. Тоа е неговата основна цел. Односно апликацијата на овој коин понатаму останува во основа трансфер на капитал од една во друга држава, односно меѓугранични плаќања.
Со тоа што во оваа категорија имаме коини кои што му се конкуренција, почнувајќи од неговиот сестрински проект, тоа е XLM, односно Stellar, кој што моментално и завзема, би рекол, најголем дел од конкуренцијата наспроти XRP. Разликата е во тоа што XLM се сведува на, би рекол, во оваа ситуација највеќе физички лица и плаќање меѓугранични кога станува збор за секојдневни луѓе. Додека за разлика од тоа, XRP се фокусира многу повеќе на корпоративни клиенти и тоа ќе го покажеме денес. Нема да ви се верува, значи, што се прави оваа корпорација, а ништо од тоа не слушаме во вестите. Тоа е една од главните работи кои што мора да ги напоменеме за Ripple. Јас и понатаму тврдам дека XRP токенот никогаш не бил планиран да биде наменет за ритейл секторот и самиот факт дека сме биле доволно сретни да го имаме овој проект покажува дека тоа е само коинциденција, дека истиот за жал не бил, за жал би рекол и за среќа, не бил адоптиран од институциите своевремено, па затоа и сме имале шанса истиот да можеме да го купиме, посебно на онаа цена која што ние го купувавме во текот на 2000 и би рекол 18-19, последните нормално два бул маркети и во 2022-2023. Како и да е, значи тоа е еден од најголемите, би рекол, перформери во нашето портфолио ден денес, дури ако ефективно се наоѓаме во bear market, да не забораваме дека XRP моментално е во најголем профит, да речеме, од целото наше портфолио. Сега, како што ќе кажеме, значи тоа се, би рекол, коините кои што му се конкуренција, би рекол најпрво XLM, а нормално и потоа било која друга валута која што се вбројува во оваа категорија дигитални валути. Сега нормално сите ги сметаат дигитални валути, но на нашиот канал дигитални валути представуваат оние коини кои што се наменети за плаќање, како Litecoin, како Dash и така натаму. Со оглед на фактот дека Litecoin и Dash има многу мала корисност, би рекол, иако има тоа приватен, би рекол, мала количина на лица физички и правни, за разлика од тоа XRP и XLM се многу повеќе користени. Сега, во оваа ситуација не заборавајте дека во многу голем дел од ситуациите вие дури не знаете дека користите XRP или XLM, затоа што тоа се користи од служби кои што го користат тоа како технологија за цел да направат меѓугранични плаќања. Дали има апликации од реалниот свет кои што им се така речено конкуренција може да ги заменат? Да, нормално. Било кој тип на корпорација, систем, финансиски систем како SWIFT, нормално како било каков тип на компании кои што вршат меѓугранични плаќања, се буквално би рекол во оваа ситуација конкуренција на XRP и на XLM. Но не заборавајте дека во оваа ситуација XRP е на буквално сосема ново ниво, кога станува збор за количина на лиценци кои што ги поседува низ целиот свет, тоа ќе го видиме малку понатаму кога ќе стигнеме до фундаментална анализа, кога станува збор за партнерства, а сега веќе и за институционална зрелост која што има овој проект и компанија, значи нема да ви се верува каде се стигнати, пак ќе кажам, највеќе обрнете вел на фундаменталниот дел каде што ќе обработуваме што точно се случува во однос на неговите вести и така речено активен roadmap, што моментално Ripple прави на пазарот. Пак ќе кажам, за разлика од другите проекти, Ripple не излегува да се фали со тоа што го прави, туку напротив, сето тоа го прави тивко и во позадина, без при тоа да крева многу галама околу целата оваа приказна. И би рекол дека кога станува збор за традиционалните финансии, не се конкуренција на XRP ниту од блиску, но пак ќе кажам, времето ќе го покаже своето. Исто така да не забораваме дека истиот своевремено представува и, би рекол, Layer 1 проект, со оглед на фактот дека на крајот од денот можеби не е смарт контракт компатибилен, што би го направило full Layer 1 проект, но истиот има свој екосистем и нормално има апликации кои што изградени на него, но ќе разговараме малку повеќе кога станува збор за консензус наскоро. И да, станува исто така е дел од Top Made in USA коините, на прво место со најголем маркет кап од $125 милиарди, што го прави голем проект. Ако се сеќавате, според нашите мерки, се што е над $10 милиарди маркет кап станува збор за голем проект. Нормално истиот се наоѓа на пето место на, би рекол, во оваа ситуација, само да го покажеме тој дел. Значи, кога станува збор за останатите коини, можеме да видиме дека XRP се наоѓа на пето место, многу блиску веднаш до Binance. Што значи дека навистина станува збор за гигант во крипто индустријата. Сега, кога станува збор за неговиот консензус механизам, значи како постигнува консензус, нормално ова е дел практично од токеномијата, каде што ќе разговараме за неговиот блокчейн. Значи, како што веќе кажавме, истиот не представува Layer 1, затоа што нема смарт контракт компатибилност,
но во исто време истиот има можност за други апликации и нормално би рекол проекти да се развиваат на неговиот екосистем. И тоа активно се случува. Да не забораваме дека истиот има приватен консензус, кој што е за разлика од Proof of Stake и Proof of Work, на некој начин комбинација од двете, каде што има приватни нодови, пак ќе кажам, значи станува збор за екстремно централизиран проект, тоа морам да го напоменам веднаш, за разлика од другите проекти кои што ги бираме баш поради нивната децентрализираност, да не забораваме дека во оваа ситуација, значи XRP е екстремно централизиран проект. Самиот фактор дека на некој начин Ripple компанијата одбира кои ќе бидат нодовите, кои што ги верифицираат транзакциите на XRP, нормално дека станува збор за централизиран проект. Тоа никош не сме го спореле, да се разбереме, но тоа не го менува фактот дека самиот проект има доста голема фундаментална вредност во однос на тоа каде се движи моментално. Сега, неговиот консензус се постигнува со 80% потврдување на транзакциите, као што гледате и сами, овие така наречени UNL нодови, откако ќе се усогласат во 80% од нивниот број, практично го запишуваат овој блок на Ledger. Значи, самиот представува Ledger, има стандардни квалификации на криптопроект, со тоа што разликата е неговата централизација. И дополнително, секој блок се прави од 3 до 5 секунди, што практично и транзакциите кои што се процесираат на XRP се од 3 до 5 секунди. Тоа го прави многу побрз од традиционалните финансии и затоа истиот има голема предност на меѓународните пазари кога станува збор за трансфер на капитал од една во друга земја. Сега, кога станува збор првенствено за нодовите, само секунда, значи ова е неговата страна за скен на неговите трансакции. Односно можеме да видиме како изгледа структурата на нодовите, каде што сите овие нодови се потврдени и одобрени од самата Ripple компанија. Вкупно имаме 978 нодови кои што ја на некој начин носат оваа мрежа и ги потврдуваат сите овие трансакции. Као што може да видите, XRP скенер уствари во исто време и значи така наречено скенер, односно место каде што може да ги проверите сите трансакции на XRP Ledger-от, така да ако ви треба, но може да го направите тоа на xrpscan.com. Сега, као што веќе кажавме, нод може да имате, разликата е во тоа што за разлика за Proof of Work и Proof of Stake, каде што нодовите добиваат награди, во XRP Ledger нодовите не добиваат награди. Да, и понатаму ние ќе го ставиме ова како би рекол во оваа ситуација водилка за ако евентуално некој вас сака да има валидатор нод, но да не забораваме дека уште еднаш главната работа која што мора да ја напоменеме за разлика од Proof of Stake и Proof of Work, една од главните работи која што го издвојува XRP е фактот дека неговите нодови немаат награда. Затоа и не ви се потребни XRP коини да имате така речено нели во wallet заклучени за да имате свој нод. Така да тоа е една битна работа која што мора да напоменеме, нема практично награда за тоа што поседувате ваш XRP нод. Првенствено луѓето кои што поседуваат затоа што да прават трансакции сопствени, значи ако е некој финансиски субјект или институција, да едноставно има свој нод кој што ќе ги процесира овие трансакции во синхронизација со останатите нодови, но пак ќе напоменам, барем за приватно и физичко лице, јас не гледам причина зошто би направиле нод на XRP мрежата, кога едноставно немате никаков профит од овој нод. Сега, кога станува збор за неговата основна функција, ова е неговата основна функција. Од самиот почеток како изгледа, значи имате ситуација во која што одреден пракеч става пари во банка, значи тоа е зголемување на неговото портфолио во долари, кое што потоа се префрла во XRP. Вие за таа количина на долари купувате XRP и овој XRP се трансферира до другата банка преку XRP Ledger-от, каде што од другата страна овој XRP секундарно се продава и вие добивате практично локална валута која што ќе има многу мал слипич. Идејата е преку ваквото трансферирање на една валута во XRP Ledger-от и една трансакција која што трае само 4 секунди, од другата страна XRP количината која што вие ќе ја добиете е практично идентична и кога ќе ја продадете во локалната валута вие би добиле практично трансфер на пари со многу мал слипич. Значи многу е мала веројатноста дека вие ќе имате некаков тип на слипична вредност. За разлика од тоа, ако вие трансферирате пари преку традиционалните финансии, може да се случи истите да бидат трансферирани 2-3 дена. Значи дека кога ќе стигнат на другата страна, вие немате апсолутно појма по кој реј ќе бидат добиени
дали рейтот ќе ви биде поволен, да се зборувам, нели, тоа е соодносот на валутата која што се ја пратиле и она која што ќе ја примите. Затоа пак ќе напоменам, XRP Ledger и неговата основна функционалност е апсолутно шампион кога станува збор за меѓународни трансфери. Сега, тоа е неговата основна функционалност, која што на некој начин му дава практично апликација. Сега овдека ние ќе почнеме со вести, затоа што во однос на фундаменталната анализа, значи како што спомнавме, имаме оддел кој што треба да го поминеме, а тоа се вести за проектот во последниот период, партнерства, значи сега моментално ќе разговараме апсолутно за се, за вести, за партнерства и за roadmap, односно зрелост на овој проект во исто време. Затоа што има многу вести кои што треба да ги поминеме и сето тоа спаѓа во фундаментална би рекол анализа на самиот проект. Првата работа која што мора да напоменеме е нешто што ние долго очекаме, тоа е IPO, Initial Public Offering, Ripple компанијата да стане јавно тргувана компанија. За жал, на почетокот најавија дека веднаш што ќе заврши судскиот случај и сите планираат да станат IPO, за жал го променија, да речем, начинот на кој што размислуваат и моментално велат дека во барем следнава година немаат планови да аплицираат за Initial Public Offering. Иначе, веднаш ви кажувам, значи доколку се случи тоа, ние ќе бидеме први што ќе купат акции од Ripple компанијата. И сега ќе објасниме зошто. Оваа компанија се повеќе се пласира на глобално ниво да биде гигант, а е премногу потценета, ние нема да направиме таа грешка дефинитивно. Сега, за разлика од самата Ripple, која што нема да оди IPO, најголемата компанија која што е DAT, односно Digital Asset Treasury на XRP, а тоа е компанијата под името, да не го сгрешам, само секунда, Evernorth, која што поседува многу повеќе, ова е во моментот кога се најави, на 16 јануари, а моментално можеме да видиме дека има повеќе. Односно, ова е, нели, самата табела на Treasury Companies, односно на Digital Asset Treasuries, каде што можеме да видиме дека моментално Evernorth Holding поседува 473 милиони XRP токени. Така да, станува збор за најголемата DAT компанија која што поседува XRP, која што нормално го купува XRP на долг рок, затоа што очекува дека неговата цена ќе порасне и истата компанија ќе оди на IPO, ќе има свој Initial Public Offering. Како што тоа е MicroStrategy за Bitcoin или пак одредени компании кои што тоа го прават за Solana, така во оваа ситуација Evernorth има стратегија да акумулира што повеќе XRP, повторно. Значи, оваа компанија очекува дека вредноста на XRP ќе расте, а сега ќе објасниме и зошто. Прва работа која што така мора да напоменеме во однос на институционално ниво е дека покрај тоа што има DAT кој што моментално активно акумулира XRP, не беше еден, туку беа два, има уште еден, Galaxy, само што се уште нема почнато, ова е Galaxy Digital, уствари една ова најголема што има приватни фондови за крипто, тоа е Grayscale, практично, колку што јас знам, тоа е уствари фонд на Grayscale. Но како и да нема да налегуваме премногу таму, значи идејата е дека постои компанија која што е DAT и која што акумулира активно XRP, а од друга страна пак можеме да видиме дека постојат активно 5 моментално ETF-и кои што активно исто така акумулира XRP. Тоа е Canary, Bitwise, Grayscale, Franklin Templeton, 21 Shares. Ево Grayscale повторно во ETF-ите. Сега, можеме да видиме активно дека постојано имаме купување на XRP. Може да видиме дека на дневно ниво имаме милиони и милиони, некогаш и десетици милиони вреден XRP кои што го акумулираат ETF-ите. Што е екстремно позитивно за нас, погледнете и сами. Значи, само секунда, на последниве неколку денови, 15 јануари, 17 милиони XRP акумулирани, 10 долари, извинувам, 17 милиони долари XRP токени акумулирани, коини акумулирани, 10 милиони на 14, 12 милиони, 15 милиони и така натаму. Значи дека активно имаме акумулација од страна на големите играчи кога станува збор за ETF-и и DAT-ови на оваа валута. 1,5 милиарди што го става XRP како вредност во ETF-и на второ место после Bitcoin и Ethereum. И покрај фактот што Solana имаше повеќе од 2 месеци предност пред ETF-ите на XRP, XRP моментално има 520 милиони долари повеќе капитал во истите за разлика од Solana ETF-ите, чисто како компарација. Кога станува збор за, значи погледнете, кога станува збор за институционална адоптација, значи мислам дека XRP е во голема предност пред сите останати коини со исклучок на Ethereum и Bitcoin. Односно,
еве и за Real World Asset токенизација. Значи, активно на Real World Asset токенизација има по околу $400 милиони капитални вредности кои што се токенизирани на XRP Ledger. Значи, погледнете, не е потребно да има Layer 1 смарт контракт компатибилност за да има токенизација, а тоа се случува на XRP. Од друга страна, овде ќе има неколку изненадувања кои што нема да ги кажам веднаш, тоа ќе го покажеме како се движиме понатаму во вестите за XRP. Она што може да го забележиме е дека XRP е активен во повеќе категории, ова не е само една. Ако го извадиме на страна Ripple USD, тоа е RLUSD, кој што има $333 милиони на XRP Ledger-от, остатокот се на практично на Ethereum, ќе разговараме малку подоцна за тоа, можеме да видиме дека на XRP веќе има многу различни категории кои што активно прават токенизација на различни ствари. Приватен кредит, обврзници, приватни акции, значи Archax моментално почнува да токенизира акции, значи може да видите исто така и ресурси, и тоа диаманти. Значи може да видиме дека моментално XRP се користи за најразлични категории на токенизација, дури и Ondo, погледнете овдека, како што веќе кажавме, 40 милиони од обврзниците на Ondo се токенизирани на XRP. И она што кажаме дека е доста интересно, значи единствениот ресурс кој што досега е токенизиран моментално на XRP е диаманти, верувале или не, и тоа во неколку различни колекции, односно во неколку различни, би рекол, засебни категории. Као што видовме, исто така има и акции, тоа е ова акција на Archax, кој што нормално е базиран во Англија. Значи можеме да видиме различни категории кои што токенизираат моментално на XRP, а нормално во очекуваме само да се зголемува понатаму. Сега, ќе кажеме нешто повеќе за овие останативе, но нели да стигнеме чекор по чекор. Идејата е нормално да не откриваме пред време се, затоа што кога станува збор за Ripple е многу тешко да се најдат информации. Ripple не се фали, тоа е интересниот дел. И кога ќе го споредиме XRP Ledger со останатите, би рекол, блокчейни, за тоа каде се наоѓа во однос на големината на токенизација, XRP воопште не е на лоша позиција, само секунда, значи на 7-о место се наоѓа моментално XRP, со тоа што знаете дека многу се брзо се движи во една или во друга насока, е доста флуктуирачко, затоа што имаме постојано промена во капиталот од еден во друг блокчейн. Значи на 7-о место воопште не е лошо. Сега повторно имаме промена, но истиот беше на 7-о место, се обидам да разберам зашто се промени. Да, еве на 7-о место со $400 милиони. Добро, тоа е во однос на количината на токенизирани ствари. Повторно не забравајте, ова ги иззема на страна разликата на RLUSD која што е токенизирана на Ethereum. Као што веќе покажавме, значи $333 милиони market cap од RLUSD е токенизиран на XRP, за разлика од тоа остатокот е токенизиран на Ethereum. И моментално, само секунда да се рефрешира страната, значи RLUSD во однос на market cap има 1,4 милиарди, што значи дека оприлика 2/3, малку повеќе од 2/3 од вкупниот market cap на RLUSD, кој што нормално е матичен стейблкоин на самата Ripple компанија, се наоѓа на Ethereum. И имаме изгледи дека понатаму очекуваат голем дел од овој market cap да се врати назад на матичниот блокчейн, односно на XRP. Значи ова е најава директно од нивната компанија дека очекува понатаму како расте адаптацијата на нормално самиот XRP Ledger, така и голем дел од овој RLUSD да се врати назад на самиот XRP Ledger, што би било нормално очекувано. Сега многу од луѓето кои што постојано критикуваат дека наводно ако постои RLUSD нема потреба од XRP. Да објасниме една работа. RLUSD каде да го праќате мора да биде пратен како неговата основна форма. Што значи дека вие RLUSD не можете да го пратите на места каде што истиот на некој начин не може да биде прифатен, така, каде што нема поддршка за прво стейблкоини, второ за долари, така. Идејата за RLUSD е како и сите останати стейблкоини, станува збор за централизиран тип на токен кој што е backed 1 наспроти 1 со што? Со долари и со кеш еквиваленти, односно краткорочни обврзници. За разлика од тоа, XRP представува основната валута, односно криптовалута на Ripple и на сите негови продукти. Сега зошто се комплементарни? Овдека многу добро брейкдаун има направено, да речем, АИ, но ова јас ќе додадам уште нешто. RLUSD самиот по себе е буквално потреба, каде што луѓето едноставно сакаат, така речено, да користат стейблкоин, кој што е во иста вредност со доларот.
За разлика од тоа, XRP се користи како валута која што е највеќе за трансфер на капитал од една во друга земја. Што значи дека доколку вие имате потреба од користење на долар во матичната нормално економија, на пример во Америка, нормално дека ќе користите RLUSD. Но доколку имате потреба да трансферирате една во друга валута, затоа што можеби на другата страна вие имате потреба овие пари да стигнат како хонконгшки долар или да стигнат како, не знам, филипински пезос, така. Значи идејата е дека вие ќе мора да го пратите тоа преку XRP да биде трансфериран, значи како што кажавме, од пример долар во овој XRP liquidity pool, да биде претворен во неговата вредност и после 4 секунди кога нели завршува овој блок на XRP Ledger да биде претворен, така речено, да стигне како XRP токени на другата страна каде што треба да биде примен и претворен во локална валута. Нешто што не може да го направите со RLUSD. И овдека уште една многу битна работа која што мора да напоменеме е што дека не заборавајте дека на крајот од денот вие фи на овој блокчейн плаќате исклучиво во XRP и во ништо друго. Што значи дека било која трансакција на RLUSD вие мора да користите XRP за истата да биде реализирана. Сега зборувам за оние RLUSD кои што моментално се наоѓаат на XRP Ledger. Нормално имаме RLUSD кои што се наоѓаат на Ethereum, кои што нормално треба да биде платен Ethereum за да биде трансферирана, тоест да биде реализирана трансакцијата. Но не заборавајте дека тоа е најголемиот адут на XRP. Покрај ODL, On-Demand Liquidity, за праќање на капитал, следната најбитна ствар кај XRP токенот, односно коинот, е токму тоа. Фи за секоја услуга на Ripple се плаќа во XRP. Што значи дека вие мора да имате XRP за да може да ги процесирате вашите трансакции. Сега овдека има една многу интересна вест која што доаѓа со ISO 20022. Како што кажавме, Ripple е дел од стандард телото, односно телото за утврдување на стандарди на овој нов ISO стандард, кој што нормално го замени SWIFT во однос на меседжинг системот за праќање пораки, нели оно е така речено доверлив систем за праќање пораки, за да знаат субјектите кој на кого колку му должи и каде треба да платат капитал. Така да, сега моментално со имплементацијата на ISO 20022, како што веќе го објаснивме тоа во видеото за ISO 2002 пред само неколку недели, погледнете, тоа беше исто специјално јавно видео. Значи, овој стандард дозволува криптовалутите да бидат компатабилни со истиот. Што значи дека ефективно во самиот стандард, за разлика од SWIFT и неговиот застарен систем за пораки, во овој има компатабилност како за блокчейн проекти кои што се јавни и за CBDCs кои што се приватни и поседувани од еден ентитет. Сега, дека има потврда дека ова е така, многу добро утврдено, значи ако се сеќавате, ние оваа слика претходно ја имаме покажано, ова R3 е една од институциите која што спроведува голем дел од, би рекол, механизмот на ISO 20022. Вели во самиот R3 Corda код, моментално во RippleNet и во сите негови услуги е утврдено дека постои, значи ова се неговите услуги, XRP Payment, XRP Settlement, односно можеме да видиме дека според овој артикл тврдат дека во кодот на самите услуги е имплементиран овој ISO 20022, така речено меседжинг код, за да, така речено, сите овие пораки во самите услуги на XRP веќе се компатабилни со самиот стандард. Ова ни покажува дека на вистина XRP како проект веќе го има инкорпорирано овој стандард. Уште еднаш, од аспект на институционална адаптација, ова е добро, затоа што колку повеќе вие сте на некој начин компатабилни и адаптирани на овие нови системи, на целиот финансиски систем на глобално ниво, толку повеќе доверба од било која компанија која што потенцијално би сакала да ги користи вашите услуги. Сега, тоа е во однос на ISO 20022, има многу работи, некои од нив се малку постари, но нормално мора да ги спомнеме. Се обидувам да ги најдам само најновите. Значи има многу работи кои што нема да ги обработуваме постојано, голем дел од овие вести веќе ги знаете. Работиме само на најновите вести на XRP моментално. Следно, ако се сеќавате, Orangutanus americanus го прогласи XRP за дел од Strategic Stockpile на крипто на Америка. Односно, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana и Cardano се петте токени кои што се избрани да бидат практично дел од оваа резерва.
што значи дека автоматски ова понатаму ќе биде позитивно за XRP. Сега нормално јас проверив, моментално ефективно освен оваа количина од 7,8 милиони XRP која што е сега во 2025 година seizure, така речено, одземена од криминални действија, друга количина на XRP во оваа стратешка резерва се уште нема. Као што знаете и сами, во овој тип на stockpile, као што е наречен, не резерва, туку пак би рекол, па е резерва, кај нас нема друг збор. Значи, овие количини на крипто што ги имаме не се купени, туку се добиени од најразлични, би рекол, процедури. Една од нив е нормално и криминално, така речено, одземање на овие капитални действија на оние кои што се осудени дека направиле нешто против законот, па така и во оваа ситуација само овие 7,8 милиони XRP моментално се дел од ваквата резерва. Понатаму битна работа која што мора да спомнеме е CBDC платформата. Знаете и сами дека односно веќе знаеме дека на CBDC платформата која што ја поседува Ripple, значи тоа е единствената компанија во светот која што поседува своја приватна CBDC платформа, значи веќе има, знаете и сами, земји кои што знаеме дека имаат започнато или веќе има ефективно направено CBDC, тоа е дигитална валута на Централната банка на одредена држава, као што тоа беше Палао, она мало островче каде што веќе ефективно функционира нивната валута, така овдека е Црна Гора, као што кажавме, има и други компании кои што и други корпорации и други држави, се извинувам, кои што моментално се дел од ваквиот проект, но една работа која што е многу битна е фактот дека Ripple, као што веќе кажа и самиот представник на нивната CBDC платформа, значи он има посебен човек кој што буквално работи на оваа платформа како највисок представник, значи со секоја од овие држави подпишуваат non-disclosure agreement, што значи дека за многу од она што моментално го работат со државите они не смеат да зборуваат. Значи дека дури и да имаат големи клиенти, као што моментално се верува дека Русија и Јапонија се два од најголемите клиенти кои што Ripple ги има за развој на дигитална валута на централните банки, истите не смеат тоа да го кажат во јавност. Па затоа и многу тешко се добиваат информации од овој блок на нормално нивната работа, како и за се останато, гледате дека на вистина не ги споделуваат своите информации јавно. 2 септември 2025 година официјално Бутан, Колумбија и Грузија се новите три држави кои се дел од оваа платформа. Значи, ова е нешто што до сега не го знаеме, официјално е најнова информација за овие три држави, дека ефективно развиваат своја дигитална валута на централните банки на Ripple платформата. Уште еднаш, замислете, кога оваа економија, например на Колумбија или Грузија, секоја трансакција која што ќе биде реализирана во нивната матична валута, вие морате да платите фи во XRP. Значи, автоматски, вие, иако плаќате во локалната валута на Грузија, во самата основа на системот, трансакцијата не може да биде реализирана без плаќање на XRP. Значи, замислете кој use case ќе го има XRP. Коинот кога ќе почне да се користи за плаќање на трансакции на една цела економија, како што тоа е, например, случајот со Бутан. Во Бутан, сите трансакции се реализираат на XRP леџерот. Ripple моментално, ова е првата европска банка која што директно почнува да ги користи Ripple услугите, Ripple плаќањата. Повторно, не заборавајте, сите овие плаќања како и меѓугранични, првенствено меѓугранични трансакции, се реализираат во XRP, на нивниот on-demand liquidity пулови на XRP, а дополнително било која друга услуга што ја поседуваат во однос на RippleNet, фи и понатаму се плаќа во XRP. Тоа е основата на коинот. Тоа е неговиот најголем use case после ODL liquidity. Сега, тоа што многу луѓето викаат дека не е така, еве да погледнеме. Моментално 12 банки кои што го користат, сега зборуваме големи банки кои што го користат XRP, значи ова е објавено пред само 4 дена, ова се најголемите банки, а потоа ќе видиме дека има многу повеќе. SBI Holdings, кој што и во исто време е најголемата корпорација банкарска во Јапонија, а нормално е и во оваа ситуација директен акционер или соучесник во компанијата Ripple, да бидеме јасни. Santander, погледнете сега овде, ќе имате од целиот свет. PNC, American Express, Standard Chartered, MU, Fiji, сега вие не може да ги знаете сите. Значи Standard Chartered е Англија, American Express е Мурика, PNC е Мурика, Santander е Шпанија. Ако продолжиме понатаму, погледнете, ова е во Индија, Bitech во Бразил, Instarem во Сингапур, Rak Bank во
Обединетите арапски емирати, Siam Commercial Bank во Тајланд. Значи ова се само најголемите, така, а погледнете го сега ова. Значи на MEXC, ова е едно од најголемите менувачици во светот, 14 јануари 2026 година, пред само 4 дена. Погледнете колку многу банки го користат. Погледнете го ова. Кои се банките по регион кои што го користат XRP и Ripple? Значи ова се во Asia Pacific, значи она југоисточна Азија, Северна Америка, Европа, Блискиот Исток, Латинска Америка, Африка и ова се payment provideri, да се потсетиме. Значи ова се, како што веќе кажавме, посебен тип на компании чија што работа е токму тоа, трансфер на пари. Со тоа што голем дел од нив се наоѓаат низ целиот свет и тоа се главните партнери на Ripple. Значи погледнете колку само институции моментално активно го користат Ripple. Сега, уште еднаш да напоменеме, тоа што е главно, значи не се само во оваа ситуација банки, значи ова е уште една работа која што ние претходно истраживме детално, а тоа е фактот дека и многу од банките кои што се дел од новиот, така речено, платежен систем на BRICS, моментално активно соработуваат со Ripple. Ова како постер го видовме уште во предпоследната конференција на BRICS во Казан, во Русија, каде што беше објавено како нова вест за тоа како моментално Ripple е користен од страна на банките кои што се дел од нормално BRICS, зборувам самите земји во BRICS, и овдека јасно можевме да видиме дека на вистина сите овие банки, кога го споредивме тоа, значи се докаже дека сите овие банки кои што се ставени на самиот постер, на вистина го користат Ripple и XRP за своите лични потреби. Сега нормално за своите клиенти, нормално. Само секунда. Односно, како што објасниме во претходниот апдейт за XRP, можеме да видиме дека овие банки кои што овде ќе ги гледате, кои што се застапени на самиот постер, кој што беше доста популарен кога разговаравме за Казан, нормално BRICS самитот, дека сите овие што ги гледате овдека банки, проверивме дека на вистина соработуваат со XRP, односно Ripple. Како што веќе кажеме, главната работа за сите овие нивни клиенти, без разлика дали е on-demand liquidity, дали е било каков тип на самите различни услуги кои што ги нуди Ripple, како што може да забележите овде, има најразлични услуги кои што ги нуди, секоја од овие услуги е платена во XRP. Автоматски тоа е главната корисност на овој коин на нивниот блокчейн и затоа е толку потребен. И пак ќе напоменам, сите овие трансакции, сите овие институции, сите овие земји кои потенцијално би почнале да користат XRP, нормално дека неговата цена би се зголемила, затоа што секој од нив ќе мора да има XRP, да може да ги процесира собствените трансакции. Плюс, истиот е потребен во on-demand liquidity, половите, со цел да има доволно капитал за да може големи капитални трансакции да поминуваат низ истиот. Така. Сега, да не забораваме дека покрај тоа што истиот досега имаше клиенти банки, пред само еден месец истиот доби одобрување за потенцијална лиценца за банка. И тоа не било каде, туку во Њујоршкиот финансиски, би рекол, врховен орган, каде што не само Ripple, нормално и Circle и BitGo, моментално не се битни, значи во овој controller of the currency, кој што е буквално највисокиот орган кој што дава ваков тип на лиценци, веќе даде одобрување пред да биде целосно одобрена лиценца на Ripple да стане банка, национална банка во Америка. Од рубриката сигурно ништо. Така, во исто време не е само во Америка, значи допора ќе видиме тоа што ќе донесе кога истиот ќе стане банка, значи веќе покрај тоа што ги нуди своите услуги ќе може лично да ги применува. Така, Ripple во Мала Британија само што доби посебна лиценца за Electronic Money Institution license, значи дека истиот има право на трансфер и нормално обработка и се што е поврзано со пазарот на пари во територијата на Мала Британија. Буквално во исто време, ова е 13 јануари 2026 година. Само неколку дена разлика, пред само 3 дена, тоа значи дека е на 15 јануари, истиот добива лиценца за истата таа ствар и ЕМИ во Луксембург за територијата на цела Европа. Се уште не е MiCA compliant во однос на XRP, тоа е поентата на MiCA compliant за неговите XRP и RLUSD да бидат
да може да се користат на територијата на Европа, но сега за сега една работа која што може да забележиме дека истиот има право да учествува и да има клиенти во пазарите на пари и како во Европа, така и во Мала Британија. Автоматски целите овие три региони се покриени со овие три вести кои што моментално ги покажавме за Ripple. Погледнете овдека. Истиот поседува 75 лиценци од најразлични држави за трансфер на пари. Значи, тоа ви кажува, тоа е практично 1/3 од вкупната количина на држави во светот. Ripple има лиценца за трансфер на пари. Ете, толку е голем. Нормално не секогаш директно, голем дел од овие лиценци се добиени преку неговите партнери, но и покрај тоа што има лиценца за трансфер на пари, истите и понатаму се фокусираат на уште поголема адаптација, односно моментално преку повторно регистрирање на компанија на територијата на Европа во Луксембург во април 2025 година, нешто што јас не го знаев, се обидуваат да добијат MiCA License Compliance, односно како за XRP, така и за RLUSD, да има целосна полноправност да може да биде користени двете валути на територијата на Европа. Значи, дечките работат на случајот. И сега продолжуваме понатаму. Не само во овие региони, односно 27 ноември 2025 година RLUSD, тоа е нормално стейблкоинот на Ripple, добива одобрување за да биде користен на територијата на Обединетите Арапски Емирати. Само секунда, мислам дека прескогнавме нешто. Не, во ред сме. Исто така, да не забораваме дека во текот на 2025 година во август истите добија повторно, тоа е лиценца наречена VASP, односно Virtual Asset Service Provider, што значи дека било каков тип на дигитална услуга која што ја нуди Ripple на територијата на Обединетите Арапски Емирати е целосно легално. Но зошто? Сега овде има една многу интересна работа. Значи, покрај тоа што ова го нудат за целиот регион, за целата територија на Обединетите Арапски Емирати, иницијално ова го прават со цел да станат дел од овој проект, така наречен Dubai Land Departments, каде што во соработка со самата држава и оваа компанија Control Alt, истите почнуваат да токенизираат недвижност. Погледнете го сега ова, ако се вратиме назад, можеме да видиме дека на вистина, затоа и не ви кажав, значи реков ќе почекаме да го видите тоа, Control Alt моментално е компанија која што има токенизирано $117 милиони вредна недвижност на XRP. Еве го моментално како вест, еве го директно го потврдуваме во оваа ситуација на самиот on-chain, индикатор дека ова реално се случува. Значи, па ќе кажам, XRP и Ripple нормално се движат кон токенизација и тоа многу. Ова е исто така многу битно. Еве уште еден доказ дека се движат кон токенизација на капитал. Вели, Ripple ја купува ова Hidden Road компанија, чија што работа е брокеридж. И тоа не само во Америка, туку глобално ниво, со многу лиценци, оваа компанија има брокерски ангажман низ различни земји. Автоматски да се потсетиме што направи Ondo со цел да може да токенизира акции. Купи брокерска компанија која што ги купува овие акции, а Ondo потоа ги токенизира. Тоа е единствената причина која што мене ми доаѓа на памет зошто Ripple би купил, и тоа не само американска, туку глобална компанија чија што цел е нормално и работа е токенизација, купување и продавање на хартија од вредност. Нормално не се станува збор само за акции, овдека станува збор за обврзници, како правни лица, така и нормално од држави, така да ова не е мала работа. Следно, поврзано со ова, Ripple го купува G-Treasury. Иста ситуација, ова е компанија која што занимава со обврзници на корпорации, односно корпоративни задолжувања, каде што вели ова е компанија која што постои веќе 15 години, само не знам каде беше напишано, која што работи исклучиво во овој дел, односно работи во приватен капитал, односно задолжување на овие големи корпорации со приватни обврзници. Ако погледнеме овдека, погледнете овдека.
private capital, тоест private credit, иако голем дел од ова се во Бразил, значи ја верувам дека дел од нив ќе се покаже дека е токму тоа. Приватен кредит или пак ќе се појави нова категорија во corporate bonds, кој што се уште овдека не можеме да видиме во XRP, но пак ќе кажам, ова се нови вести кои што ги знаеме. Значи ова е само да видиме точно кога е датумот. 16 октомври 2025 година, можеби се уште не почнало да функционира, како и оваа вест од 25 октомври 2025 година. Но купување на вакви корпорации во склоп на Ripple, јас не гледам друга причина освен придвижување кон токенизација на капитални ствари. И последна вест која што имаме од Roadmap во оваа ситуација нормално и фундаментална анализа на Ripple е фактот дека истите се во колаборација со Бахрейн. И тоа директно со самата држава, со тоа што нема овдека нешто конкретно се уште испаднато, дека ќе го користат Ripple како корпорација за развивање на блокчейн технологијата на нивната територија. Тоа е во однос на, би рекол, овој дел, односно фундаменталните вести. Да не забораваме, ово не беше малку ни по точка разно. Следно ќе разговараме за техничка анализа, односно, као што знаете и сами, најголемиот дел од профитабилноста која што имаме од овој коин потекнува токму од пробивањето на оваа триаголна формација, нешто што го чекавме со години, верувам дека оние кои што гледаат нашиот канал знаат точно што зборуваме, односно оваа формација што ја гледате овдека и незиното реализирање беше уствари еден од најпозитивните, би рекол, моменти на нашето портфолио во овој bull market. Сега за сега гледаме дека цената е во стагнација и нема да разговараме премногу за, би рекол, што понатаму, затоа што нормално ова е поврзано со целиот пазар, значи мораме да видиме што ќе се случува со биткоин и останатите нормално во оваа ситуација коини, за да знаеме што понатаму очекуваме и од XRP, иако неговите, како што можеме да забележиме, значи сите негови моментално, би рекол, индикатори се екстремно препродадени, но пак ќе напоменам, останува да видиме што ќе се случува со биткоин и со останатите коини пред да имаме идеја нели што понатаму очекуваме од XRP. Мене ако ме прашувате, оваа консолидација е подготовка за пробивање на претходниот all-time high и продолжување нагоре во следниот bull market, но останува да видиме, пак ќе кажам, од фундаменталната вредност јас имам многу, би рекол, доверба во овој проект. Сега, до овој момент што одговоривме, да погледнеме, значи разговаравме за roadmap, тоа е roadmap, сите овие вести се тоа што гледате е буквално roadmap. Повторно, ова не е јавна компанија, ова е компанија која што не би споделувала ништо, доколку не мора, че ова се вести кои што не го успеал да ги ископа за неа, гледате дека се тоа што го работат е повеќе како на институционално ниво, не го споделуваат. Разговаравме за низината апликација, а во однос на фундаментална анализа, дефинитивно разговаравме за партнерства, вести, да, менувачици на кои што е достапен, тоа е нешто што можеме лесно да го најдеме, би рекол веднаш, многу едноставно, на сите, но еве ќе го провериме тоа уште еднаш, само секунда видам каде беше. Чек, овдека не е отворен, ќе го погледнеме овде. Значи, можеме да кажеме веднаш дека ја не гледам како би можел да го нема на некоја менувачница, че станува збор за петиот по големина коин, ако станува збор ги извадиме стейбл коините, тогаш е четврт, така. Значи нема која менувачница го нема, тоа е очекувано, станува збор за коин кој што е втор по старост во сите овие коини што ги гледаме моментално. Значи 2014 година настанува XRP, што значи дека е навистина еден од најстарите. Следно што треба да одговориме е во однос на неговата токеномија. Ова е еден битен дел кој што исто така мора да го напоменеме. Станува збор за екстремно централизиран коин. Тоа е нешто што мора да го знаете. Нема vesting schedule, едноставно не може да најдете. Имаме 60 милиарди токени кои што се во циркулација, имаме 100 милиарди кои што треба да бидат. Значи дека околу 40% од коините се уште не се пуштени во циркулација. Истите се држат во escrow. Тоа значи дека се држат во така речено не директна собственост на самата компанија која што ги продава кога има потреба, односно кога некој од да речеме клиентите би сакал да купи XRP за негова лична употреба, on-demand liquidity и така натаму. Што значи дека истите се чувани така речено директно од самата компанија на приватен escrow, односно тоа е наречен така речено сеф за чување на дигитални валути. Као што може да забележите, значи едноставно немаме vesting schedule за XRP, не постои затоа што не ги откучуваат како другите коини на одреден временски период, туку ги откучуваат кога некои од клиентите сакаат да купат XRP. Кога станува збор за останатите, навистина имаме многу малку информации, знам, ако би било кој друг, нормално тоа би било загрижувачки.
една информација која што дефинитивно знаеме во однос на брзината на самиот блокчейн, тоа е дека XRP има 4 секунди финалност на самата трансакција, а овдека можеме да видиме дека воопште не го нема како блокчейн за да можеме да го споредиме тоа и да видиме каде се наоѓа најбрзите да речем блокчейни, со оглед на фактот дека би се наоѓал негде овде, веднаш до Hedera и Биткоин со 4 секунди трансакција. Но го нема, не постои тоа, не рече дека не се случува, да бидеме јасни, едноставно на овие on-chain, како што можеме да видиме, индикатори го нема. Исто и кога станува збор за активни юзери, погледнете. Значи едноставно нема податоци. Значи кога станува збор за XRP, ми дава се освен XRP, погледнете. Тоа пак ќе кажам, не дека нема јавни, тоест активни юзери, тоа значи дека моментално очигледно овие индикатори не ги детектираат барем не неговиот блокчейн, оно што се случува конкретно во овој дел. Се реално тоа е загрижувачки, но пак ќе кажам, значи замислете кога вакви сериозни институции и влади соработуваат со овој проект и го користат како и неговиот коин, јас не гледам зашто јас би се плашел и затоа комплетно сум во ред со тоа што нели овој ризик ми е комплетно разбирлив и комплетно прифатлив. Staking market cap нормално дека нема да има со оглед на фактот дека нема staking на XRP, како што кажавме, нивниот блокчейн и нодови не нудат награда. Кога станува збор за нивниот DeFi, можеме да видиме дека имаат активно 70 милиони и повеќе, но она што можеме дефинитивно да го потврдиме е дека вкупната количина на DeFi секторот на XRP Ledger е 70 милиони долари ликвидност, што навистина го става доста ниско, би рекол, кога ќе го споредиме со останатите проекти. Значи со оглед на фактот дека проекти како Ethereum имаат по, не знам, милиарди долари ликвидност на самиот DeFi. Не заборавајте дека XRP никогаш не се ни фокусирал на DeFi, затоа е очекувано дека нема да има тешки милиарди долари во нормално овој сектор, туку навистина се наоѓа доста ниско, со 70 милиони гледаме дека погледнете, тоа веќе и под 50 место, но повторно, идејата на XRP никогаш не била да биде DeFi. Значи, идејата на XRP е нешто сосема друго, да биде дигитална валута и тоа го гледаме во неговата корисност, така, во неговата примена. Кога станува збор за самата Ripple компанија, можеме да видиме дека не поседуваат директно XRP токени, што е доста добро. Да, поседуваат директорите, како Бред Гарлинхаус и останатите двајца, но не и самата Ripple компанија. Гледаме дека Ripple моментално поседува 118 милиони долари вреден RLUSD. За разлика од тоа, гледаме дека не поседува XRP. Што е, пак ќе кажам, добро, затоа што на крајот од денот, колку повеќе поседува компанијата, толку повеќе централизирано може да реагира и да направи нешто со овие коини, што пак ќе кажам, во оваа ситуација мене воопште не ме плаши, заедно кога зборуваат за оваа централизираност и никако да испадне нешто негативно од истата, така да пак ќе напоменам сега ако овие институции одлучиле да му веруваат на Ripple, не гледам зашто јас не би му верувал со дел од моето портфолио. Повторно не би ставил јас лично 30%, но реално гледаме дека самата валута, односно самата вредност на коинот порасна поради нормално добивање на цена. Кога станува збор за девелопери, гледаме дека има 69 full-time девелопери, но можеме да видиме дека вкупниот број на девелопери, освен овие што постојано работат, е негде околу 210. И ако го споредиме тоа со останатите блокчейни, можеме да видиме дека XRP котира доста високо за блокчейн кој што не е смарт контракт компатибилен. Значи, ако ги погледнеме овие околу 210, каде што можеме да видиме, би се наоѓал негде овде, директно со најголемите Layer 1. За разлика од тоа, истиот со официјалните 69 кои што ги има, се наоѓа помеѓу Algorand, Tezos, повторно сериозни проекти, како Gnosis, Osmosis, Taxflow, сите овие се нормално сериозни проекти, значи има сериозна количина на девелопери кои што работат на него. Сега, нормално CryptoMeteus во однос на скрипти исто така нема податоци, значи гледаме дека доста тајно се работи на самиот проект, едноставно за разлика од другите, каде што јавно можеме да ги видиме нивните апдејти и што моментално дојтираат. Пак ќе кажам, не заборавајте, станува збор за доста централизиран тип на блокчейн, нема тука муаве. Сега, кога станува збор за неговата децентрализација, овде ќе имаме две места каде што можеме тоа да го провериме. Едно е нормално CoinMarketCap, каде што можеме јавно да видиме дека како изгледа децентрализираноста на неговите новчаници, на луѓето кои што поседуваат XRP. Можеме да видиме дека има, би рекол, два новчаника кои што се малку проблематични, а тоа се овие два новчаници кои што имаат околу 27-24% од вкупната количина на XRP во циркулација, мада малку е збунувачки со оглед на фактот дека
88 милиони не се 27%, затоа не можам да разберам зошто на Binance, окей, ама не ми дава, гледате, тоа е проблемот. Значи ова е на Binance мрежата, затоа што XRP моментално е достапен и на Binance мрежата. Тоа можеме да го погледнеме и овде, значи ево на BNB, но нема поента, значи нема поента да гледате таму кога станува збор за мала количина на коини. Односно погледнете. Моментално најголемите новчаници, ако ги собериме, гледаме дека се по фиксни броеви. Така, што значи тоа? Ова е escrow. Ова е количината на коини која што ги чува Ripple на ваков тип на дигитални сефови. Каде што ако ги соберете овие, значи овде ќе имаме 20, 28, тоа се 30 и како ќе дое овде веќе 4, што значи дека првите овие најголеми новчаници што ги гледате за фиксни се до околу 34 милиарди долари, милиарди токени на XRP, што се одвестува со што? Со разликата која што имаме помеѓу коините во циркулација и коините кои што ги имаме фиксно до крајот на пуштање на циркулација на сите XRP токени. Што значи дека ова е тој escrow што моментално го зборуваме, каде што најголем дел од овие 40 милиарди токени се буквално во сеф. За разлика од тоа, ако ги земеме овие од 3 нагоре, остатокот се навистина мали количини, што значи дека децентрализацијата е навистина солидна кога станува збор за XRP, затоа што од овој момент надолу станува збор за приватни физички лица кои што поседуваат XRP. Ова е escrow на Ripple. Автоматски децентрализацијата по новчаници е многу добра. Значи многу добра. Така да тоа е една позитивна работа и како што кажеме за крај XRP Scan, доколку некој има потреба од да побара трансакција за XRP и сето она што нормално го прави на самиот Ledger. Сега на крај би сакал да погледам дали имаме одговорено се. Значи како што кажеме апликација објаснивме се, roadmap објаснивме, техничка анализа направивме, иако ова ќе биде дополнително направено кога ќе имаме придржување во пазарот, сега нема поента да правиме техничка анализа на XRP, а имаме сосема обратна ситуација на Биткоин кој што се уште е водач на овој пазар. Вести, партнерства дефинитивно поминавме, менувачници поминавме исто така, сите менувачници. ETF нормално уште на самиот почеток, поврзано со кривични судски случаи, фала Богу заврши овој случај конечно, значи официјално XRP веќе не е во тужба. Тип на блокчейн објаснивме на самиот почеток, се околу токеномија објаснивме, real world asset токенизација исто така, активни девелопери исто така и нормално децентрализација за самиот крај. Се надевам дека ви се допадна ова видео, како што кажав, XRP е и ќе биде во иднина дефинитивно дел од нашето портфолио поради многу добриот перформанс кој што досега го покажал. За крај, доколку не сте, станете дел од нашата Patreon заедница и на тој начин ќе можете да имате привилегии, а во исто време да ни помогнете ова што го работиме, да го работиме уште посериозно. Односно за оваа мала чланарина, која што моментално овде кај гледате, добивате привилегии да може да учествувате на сите наши чатови, каде што многу од нашите членови гледате дека директно допринесуваат за едукација и информираност на заедницата. Значи едноставно место каде што може да соработувате, нема навреди, нема подценување, секој допринесува толку колку што може, секој прашува тоа што не му е јасно, овдека сме да помогнеме. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, дополнително имате лайвстрим кој што го снимаме еднаш месечно за целата наша Patreon заедница и го споделуваме потоа и со целата заедница следниот ден, но нормално на овој лайвстрим ќе може да не прашате се што ви интересира, како и сите овие офлайн материјали како што е моментално видеото за XRP, прво го доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и на сите наши членови, би рекол на пошироката јавност. Така да, доколку не сте, пак ќе кажам, станете дел од оваа заедница и бидете дел од гемиџиите. Ви благодарам, се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи. Listen up, classes in session tonight. Crypto Jamizia here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Jamizia, teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Crypto Jamizia, teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market
Market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin C's, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Jamizia, your educational guide.